толку е записната време што овој ден, што човек не знае што поскоро да размислува или што поскоро да се волува. Многу настани, кога се велиме ова е најважен ден, црквата, другиот што најважен ден за црквата. Исто така треба секој да имаме предвид дека не оставаме најважниот ден за црквата биде Великден. Секој ще Великден. А втор ден не може да се свети без раѓање со Господа. Исто сега поминам благовештение, велиме ние страшно не може без благовештение. Но денеска се случува соединувањето на Бога со човекот. Затоа што Евхаристијата која денес е востановена, значи потпуно соединување на Бога со човекот. Не делимично соединување, не соединување само во некој аспект, туку целосно соединување. Затоа овие сите претходни денови пееме во брачната одаја Христе. Значи, тоа е младожените кои треба да не прими во брачната одаја. А зошто? За да бидеме едни. Како тој што покажа на денешен ден. На денешен ден покажа дека единството меѓу Бога и човекот е најважното. Евхаристијата која денес е востановена, а ние ја вршиме во тој спомен и јадници веќе години. Во суштина е важното нешто. Зашто ќе рече човек, Господ беше во времето, го не изврши своето и си замина од овој свет. Не, остана во Евхаристијата. Евхаристија затоа служиме за да бидеме едно тело и иста крв со самиот наш Господ Исус Христос. Тоа го правиме, ние се сеќаваме и на ова што го прочитавме, но и на перспективата од ова што го прочитавме. А тоа е да имаме живот вечер. На денешен ден слушате во Евангелието се случува и миењето на нозе, крај на понизноста. Затоа и Петар пали, ти ли Господи ки миеш нозете? Не вели Господ, ако не си ги нозите, како ништо не се диги слушание. Сега слушај го Господа, слушај дека тој не е zato што ти имаш потреба да ти ги измие нозете, туку за да се покаже дека смирението е основа на се. И Господ со тоа го покажува. Смирението негово да им измие нозете на учениците негови. Кој учител го прави тоа? Те гледа друг дека прави, ајде да се понужи пред не, ако може да ќе направи се да се покаже во слава и во сјај во кој не е. Само за да мисли дека има, дека со тоа остварува некаков авторитет. А Господ обратно прави. Каква возвишена наука ни предава и уште ги мие нозете на апостолите. И третата работа, кога се случува овој ден, е предавството на Господа. Јуда го предава каде се наоѓа. Ке помисли човек, па што не може да го најдат јудеите, видите денеска. Мосат го имаат како обавештајна служба, не ке го најдат Исус за кај се крие. Ке го најдат. Меѓутоа да не му си во кожата на Јуда. Затоа што преку него дојде
можеше преку друг да отиде, зашто не преку друг предавството? Туку дојде преку Јуда. Затоа често пати се слушала во животот да не бидеме Јуда. Да не бидеме како Јуда, зашто Јуда не мораше да биде Јуда. Неговата волја го натрга. Дали сега има одредени отстапки кои размислува за тоа дека бил алчен, да ги земе парите, а не мислел тоа дека Господ на таков начин ќе го заврши животот, тоа е друга работа. Меѓутоа, најважното е се, браќа и сестри, да учиме да имаме комуникација. Ако Јуда имаше комуникација со Христа, никој не може да се случи тоа, да му кажеш, јас намеравам да те предадам, за да го зголемиме приходот во кесето, кој тој го држеше, а после тебе ништо нема ти служи. Што мислиш ти за тоа? И Христос ќе му кажеш. Ама често пати во животот, не често пати, пречесто пати отсутства за комуникација. И луѓето прават како што сакаат. Така прават, така сакаат. Тогаш ќе бидат во улога на Јуда. Може би не е најстрашното Јуда што го предаде Христа. Некој ќе речи, некој ќе требаше и вака и така да го предаде. Ако не беше Јуда, ќе беше некој друго да потолите, ако не беше некој да потолите, ќе беше некој трето лице. Меѓутоа, Христ зели тешко тој што го предаде. Не дека тој е Јуда. Можеше и друг начин да биде. Ама тешко оној кој го предначи нема комуникација, зошто да не му каже на Господ, да бе мислам вака и вака да направам. Ти шо мислиш за ова? И Господ ќе му каже, ако рече направи го, тогаш се си паѓа на Господа. Господ и вака и така доброволно влезе во Иерусалим на цветнички пред неколку дена. Никој знаеше дека ќе биде распрнат и тоа со крстот смрт ќе заврши. Ама тоа е оно што често пати не достига. Не достига општењето со браќата, со сестри. Зошто вака, како вака, дојде да прашам. Ама често пати не достига општењето, зашто не сме спремни на послушание. Ако нешто друго поинаку не речи, тој што треба да приме послушание од него, не сме спремни тоа да го направиме. Ако не сме спремни, не треба за тоа грешиме. Значи, треба да бидеме спремни да го послушаме тоа што Господ ни го кажува. Така Јуда, така апостол Петар, гледате, 3 пати апостол Петар, колка бе апостол Петар, никој не може да се спорди ни со неговата вера. Та е камен, вели Господ, Петра е камен, неговата вера. Ама тој 3 пати се отрече од Господа. И ке рече човек, како тој апостол 3 пати се отрече. Во слабостото, затоа колко заплака, вели Евангелието, што значи тоа колко заплака? Се покаја 100 пати. Што ми значи еден живот мој без Бога? Со други збори, како да рече Господ? Како да рече тој апостол Петар? Што ми значи живот без Бога? Затоа чудно е денеска, што често пати луѓето велат, јас верувам во Бога, ама си вршам своја работа. Абе, не е работа да си вршиш своја работа. Ако веруваш во Бога, тогаш тој го води животот. Треба да му го предадеме со други зборови животот на Бога. Тој да ни го води. Вака или онака, потешко или полесно. Но секогаш да имаме придобитки од тоа. И во тешкотиите многу човек има придобивки, и во лесните моменти може да ти го загуби живот. Тоа ги го покажува и искуството. Затоа, браќа и сестри, Господ нека ни биде
секогаш помошник во сите дни на животот. Нека биде заштитник и нека неговата смрт биде пример на нашата смрт во него. Зашто кој не умре во Бога не може да се роди во Бога. Тоа ни го покажува и особено целата служба во оваа стартна седмица. Милоста Божја да биде на вас сите дни на вашиот живот.